Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме малце за морфологија на хромозомите, односно организација на ДНК материјалот кај прокариоти и вируси. Значи, воопшто во животинското царство, односно во живиот свет, не во животинското царство, можеме да разликуваме два вида на клетки. Тоа се прокариотски, такви какви што се на бактериите, археите и слично, и ги имаме еукариотските, она форма на клетка за која сте запознаени, или вака ќе ја поделиме на делчиња, и тука нели имаме јадро и така натаму. И ги имаме другите органели, Голџев апарат, ендоплазматичен ретикул, митохондри и се останато. Сега до сега нели разгледувавме како е всушност организиран генетскиот материјал во јадрото на еукариотските клетки, и тоа е воглавно нели хуманиот начин на организација, тоа е слично и кај растенијата. Затоа во ова видео нема да се задржиме на тоа, значи ќе збориме кај прокариотските. Сега подојделно ќе збориме во делот на микробиологија, но тука е важно колку толку барем нешто да спомнеме, колку да имате некои познавања. Значи ова е една бактерија, така сега вака може да нацртаме како да има пресек на неа, и обично се користи Ешерихија коли, кој има некои влакненца или слично. Сега кај бактериите, кај прокариотските организми, генетскиот материјал не е организиран во јадро, бидејќи нема јадро. Така, нема јадро. Едноставно генетскиот материјал е обвиен, онака се кружи во цитоплазмата. Тој е циркуларен. Значи ова ако би го отплеткале би било како една голема ДНК молекула, која всушност вака би била, ако ја направиме двоверижна, така. Би била една циркуларна, значи не е линеарна како што е кај еукариотите, значи е циркуларна. И таа е обично многу помала него таа од кај еукариотите. И интересно е неорганизирана, значи не се организира во вид на хромозоми, значи не прави хромозоми, не се спирализира како таа кај еукариотите, едноставно само се дели со проста делба. И затоа поради тоа што нема таква организација, воопшто не има хистонски молекули кои се таму околу нејзи, и затоа исто така се нарекува гола ДНК молекула. Гола ДНК. Бидејќи нема едноставно протеини кои учествуваат во нејзината организација. Сега, освен таа ДНК, постојат и плазмитски ДНК кои се наоѓаат. Тоа се всушност исто ко ДНК материјали, само многу помали, кои служат воглавно за резистентност кон антибиотици, но имаат и други функции, мислам, ние ги имаме искористено да ни послужат ко вектори за пренесување на генетски информации и се користат при генетски инженеринг. И обично оваа ДНК е всушност прилепена, значи ова кој е ѕидот од бактеријата, таа е прилепена за ѕидот на бактеријата, значи вака некако е залепена. Иако е неорганизирана на некој си посебен начин, него е вака циркуларна, испревртена, залепена е до ѕидот, и тоа важно е при нејзината репликација. И еве сега тука направиме некој плазмид исто кој се наоѓа, тој не е залепен, само си плови, овој плазмид може да се пренесе од една бактерија на друга. Но добро, тоа е главното за ДНК материјалот кај прокариотите. Нормално има уште многу други разлики, но тоа е главната идеја. Сега да разгледаме како е организирана ДНК кај ни партикули, односно вируси. Сега вирусите, значи не спаѓаат ни во овие прокариотски клетки, не се ни еукариотски клетки. Што се? Сега дали воопшто се живи? Едноставно вирусот представува ај вака, ќе започнеме од неговиот генетски материјал. Значи тој има некаков генетски материјал и може да биде сосем на многу различни начини. Може да биде двојно верижен, линеарен или циркуларен, кој изгледа на ДНК, значи ДНК која е двојно верижна. Може да биде ДНК која е едноверижна. И сега најинтересното, може да биде РНА која е двојно верижна. Значи ова е единственото место кај што среќаваме организми на војници, значи не се организми, тие се партикули, хемиски сложени партикули, но имаат РНА која е двоверижна, значи ова е РНА. Сега интересно е, сега ако не знаете што е разлика помеѓу ДНК и РНА, во РНА имаме различен шекер, значи имаме рибоза, немаме диоксирибоза, и наместо тимин имаме урацил. Така да немаме АТ, него се сврзува АУ. Така. Сега интересно е, тоа всушност се исто би работело, сега има некои разлики, поради тоа што нема тимин, има урацил, малце во компатибилноста и во формата која ќе се организира, но ова едноставно ја потврдила теоријата дека за теоријата за РНА хипотезата, бидејќи првично имало РНА, по РНА станало ДНК. И уште поинтересно е дека може да има и едноверижни РНА вируси. Значи кои што имаат една РНА верига,
И сега дека има нуклеотидите кои се наоѓаат. Така дека може вака да ги нацртаме. Ама исто е, нема врска, едноставно предпоставувате дека се наоѓаат таму. Да не ги цртаме кај сите. Ама значи можеме да имаме вируси кои имаат една верижна RNA молекула. Сега целиот тој генски материјал се наоѓа во една структура која се нарекува, значи целиот тој генски материјал, мислам еден од тие, не се, зависи од вирусот, се наоѓа во една структура која се нарекува капсид. Таа капсидот ќе го направиме со зелена боја. И сега ќе направиме кон некоја си правилна структура и оваа структура е изградена од протеини. Значи ова целото е изградено од протеини, има како кукерка. И сега може само толку да биде. И тука да се наоѓа генскиот материјал. И тука има него антигени има и се прикачува на клетки и така натаму. И ќе збориме сега малце кратко за неговиот животен циклус, живот у наводници. Значи имаме овдека капсид кој е изграден од протеини. И тој генски материјал. Сега, ако овие вируси се вируси кои напаѓаат бактерии, значи вируси не напаѓаат само растенија или животни, напаѓаат и бактерии, точка се нарекуваат бактериофаги. Бактериофагите обично имаат некоја покомплексна структура. Значи ова целото зелено ако го направиме како една глава, полиедрична глава, имаат и една структура како врат и ова се е изградено од протеини. Значи и ова е од протеини, и ова горе е од протеини, се е од протеини е изградено. Значи имаат еден врат, па имаат базална плоча, па имаат пипци, со кои се прикачуваат на бактериската клетка и го пренесуваат својот, вака со сина боја, ДНА материјал, го пренесуваат внатре бактериската клетка и тој сега се вметнува, вака ќе го направиме, добро, ајде, нека биде со сино, ама основниот генски материјал на бактеријата ќе го направиме со црвена боја. И сега тој всушност ќе се вметне во материјалот на генскиот материјал на бактеријата и може така да седи подолго време, или може пак, бидејќи овдека носи заедно со себе и протеини вирусот носи протеини, тие протеини може да активираат различни процеси, ДНАзи, да разградат оваа бактериската ДНА и точка да остане само вирусната, така што вирусната ќе прави протеини. Протеините кои ќе ги прави ќе бидат потребни за да се изгради нов вирус. Така да самата бактерија ќе служи како еден вид фабрика за правење нови вируси. И сега затоа вирусот не сметаме дека е жива материја, бидејќи она нема ништо навидом у наводници живо. Нема никакви процеси што се случуваат во нејзона и се движи ни ништо не преносно, само на некое место се наоѓа и кога ќе најде, сам бактеријата која ќе најде на кај нејзе, ова ќе се прилепи специфично, потикнува низа на хемиски реакции кои внесуваат генски материјал внатре во бактеријата. И едноставно се е многу комплексна хемија, ама нема никакви навидум метаболички процеси кои му помагаат на вирусот да опстане живот, да бега, да прави различни манипулации. Едноставно е многу комплексна хемиска партикула. И тоа е генетскиот материјал. Сега интересно е само да кажам дека генетскиот материјал кај бактерии и вируси не се нарекува геном, него се нарекува генофор. Значи не е геном, ќе бележиме. Не е геном, него е генофор. Че овака ќе обележиме. И нормално има уште многу повеќе да се кажува за ова, но ова е накововено. Онака предавање колку да бидете запознаени дека постои генетски материјал надвор еукариотски клетки, дека тоа е основата на се. За ова повеќе, како што реков, ќе збориме во микробиологија. И добро, тоа беше се за ова видео. Се надам дека научите нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.